Добар ден, криптоентузијасти, на ваше гласање, нормално, денес го правиме видеото за очекувања од Ethereum Spot ETF и неговото одобрување потенцијално во уште следната недела. Сега, денеска ќе разговараме за кои се очекувањата од институциите, ќе разговараме за тоа кои се нашите очекувања нормално, со тоа што ќе направиме споредба помеѓу Ethereum и Bitcoin Spot ETF, значи како Ethereum и Bitcoin како основни криптовалути, чисто да видиме кои се разликите, затоа што се клучни во однос со тоа што ние очекуваме и како практично ги усогласуваме нашите очекувања во однос на нивните разлики. Сега, прво најбитно, нормално, мораме да поразговараме според последните очекувања, моментално се очекува, значи, Ethereum Spot ETF да биде потенцијално следната недела, со тоа што, значи, од каде го знаеме се тоа? Го знаеме поради фактот дека СЕК, Комисијата за харти од вредност на Мурика, веќе ги одложи роковите за поднесување на S1 образци на сите 8 апликанти за... Со тоа што ваквото аплицирање практично е и последниот дел од одобрувањето пред да почнат со тргување Ethereum Spot ETFs. Сега, од каде се тоа доаѓа? Значи, ова гледаме дека е од 29 јуни, кога последен пат излезе СЕК и даде нов рок до 8 јули, со тоа што дури ако го прочетате самиот артикал, ќе сватите дека буквално, значи некои без веза работи се побарани од апликантите да сменат, значи дека навистина нема ништо структурно што треба да се промени, што е некаков проблем за ова да биде одобрено. И ова би било и порано да не беше 4 јули, нели, денот на муриканците и нивната независност, како и да е, значи 8 јули официјално ќе биде денот до кој што треба да поднесат апликантите нов S1 образци со, нели, оние промени кои што се побарани од нив. Сега, како тоа и зошто е тоа битно? Значи, се очекува, значи, повторно, не е ова мое, како што знаете и сами, до сега ги следевме овие стручњаци на Bloomberg, Сейфард и Балхунас, со тоа што моментално Джеймс Сейфард вели дека средината на јули потенцијално веќе можеме да очекуваме да бидат одобрени. Зошто? 8 јули официјално е датумот до кој што треба да ги поднесат своите изменети S1 образци, додека 15 јули веќе има логика истите да бидат одобрени. Значи, и самиот кажува, значи дека промените биле минимални и дека не гледа причина зашто не би почнале целосно со трговија во наредните неколку недели. Значи дека дури да се одобрени, потребно е време истите да почнат со работа. Така беше и до 10 јануари, кога беше одобрен Bitcoin Spot ETF, значи беа дадени неколку дена за да почне со тргување овој Spot ETF. Значи овде ќе биде претпоставам истата ситуација, откако ќе бидат одобрени овие S1 образци, кој што е последниот дел, ќе биде даден одреден период за да се подготват за тргување. Така да тоа е literally nothing, дори запишале, значи буквално ништо не се бара ново од новите коментари на СЕК, што значи дека веќе нема што да бараат. Значи дојдени сме до тој момент каде што мора да биде одобрено. Значи дека навистина сме еден здив пред одобрување на Spot Ethereum ETF. Значи сме стварно таму. Сега, дали ќе биде тоа на 15 или на 30 јули, многу за нас не менува, но битно е дека сме дојдени до тој момент. Значи нас ни менува фактот дека конечно ќе биде, така. Претходно напоменавме зошто е ова толку битно. Значи не е толку битно, тоест нормално, битно е за вашата инвестиција во Ethereum, затоа што ова ќе донесе голем прилив на институционални пари во Ethereum екосистемот, но во исто време верувам дека е многу побитно заради останатите алткоини, односно фактот дека е одобрен Ethereum Spot ETF кој што е блокчейн proof of stake и кој што има позади себе си фондација, тоа значи дека одобруваат криптопроекти кои што се практично компанија, се разбираме. Значи претходно Биткоин има многу поинаков тип на, да речам, фундаментални постулати врз кои што истиот постои, значи не постои компанија, така, значи не постои фондација, не постои тим позади ова и затоа е многу подруга приказна, додека за разлика од тоа со одобрувањето на Ethereum Spot ETF вие практично им кажувате на останатите алткоини дека е само прашање на време пред истите да бидат одобрени и за алткоини. Гледаме, Solana веќе има две апликации од Vanek и не знам искрено која беше втората, но два од апликантите кои што веќе поседуваат Spot ETF на Bitcoin и аплицираат за Ethereum Spot ETF, аплицира и за Solana. Значи дека само прашање на време и затоа верувам дека е крајно позитивно за нас моментот дека сме дојдени до еден чекор пред одобрување на Ethereum Spot ETF. Сега,
Што се случува следно? Значи следно моментално имаме Bitwise веќе ги поднел S1 нели формуларите, значи тоа уште на 4 јули, значи дека спремни се. Луѓето, гледаме, значи апликантите веќе ги поднесуваат крајните, да речем, S1 формулари, што значи дека пак ќе кажам, прашање е на неколку недели. Сега, пред да дадеме наше мислење за тоа што очекуваме од Ethereum Spot ETF, сакав прво да ви покажам што очекуваат институциите. Значи, земавме анализи направени од Citibank, анализа направена од Grayscale, анализа направена од K33 Research компанијата и анализа направена од Gemini. Тоа се нивните очекувања за тоа што се очекува да се случи во следниот период практично во оваа ситуација во Ethereum Spot ETF. Односно, прво ќе почнеме со Citibank. Значи, практично овдека вие имате, затоа и ги земав овие. Имате Citibank, класична банка, ги имате Gemini, како една од најголемите менувачници, ги имате Grayscale, како едни од најголемите инвеститори исклучиво во крипто, и K33, кој што представува research компанија. Значи имате 4 различни ентитети од различни делови, како од традиционалните, така и од крипто, да речам, секторот, и истите ви даваат своја слика на што очекуваат од Ethereum Spot ETF. Значи нормално на каналот се обидуваме да ви дадеме и друго мислење, за да може нормално вие да извлечете според вас што е, нели, највалидно или најостварливо за вас. Сега, првото што можеме да го видиме овдека е фактот дека Citibank како традиционална, да речам, традиционална институција има доста големи изгледи во крипто секторот. И гледаме дека не само што се интересира, туку и инвестира во крипто секторот, почнувајќи од CCIP протоколот кој што е веќе имплементиран од Citibank, а тоа е CCIP протоколот на Chainlink. Значи, што истите очекуваат? Вели вака. Во однос на тоа што добивме од Bitcoin Spot ETF, сега тоа го, така речено, усогласуваат со она што го очекуваат за Ethereum Spot ETF. Значи, Bitcoin Spot ETF од 10 јануари, кога истиот почна и влезе во сила, до денес има добиено негде околу 13 милиарди долари inflows на сите ETFs заедно во Америка. Со тоа што, според проценките кои што ги има направено Citibank, вели, значи за 1 билион inflows добиваат негде околу 6% плюс на вредноста на биткоин. И така дојдовме до овој all-time high од 73.750 долари. Дорека, за Ethereum Spot ETF очекуваат, значи, негде околу 30 до 35% од inflows кои што ги добивме на Ethereum, на биткоин, се извинувам. Значи, од 3,8 до 4,5 милиарди долари очекуваат да бидат inflows во првите 5 до 6 месеци на Ethereum, што според нив очекуваат да ја подигне цената на Ethereum од 23 до 28%. Значи, очигледно очекуваат многу помалку, со оглед на фактот дека станува збор за втор најголем крипто проект, иако можеби јас не се сложувам целосно, во оваа ситуација, значи, тоа се нивните изгледи, тоа е она што они го очекуваат, значи, они очекуваат 1/3 отприлика од inflows кои што ги доби биткоин да бидат во Ethereum Spot ETF во првите 5 до 6 месеци. Значи, тоа се традиционалните играчи. Повторно, не заборавајте дека традиционалните играчи целосно го промашија биткоин и целосно го промашија што да очекуваат од Bitcoin Spot ETF. Значи, не заборавајте, они очекуваа 1 милиарда до крајот на годината, а ние добивме 13 за првите 4-5 месеци. Така да не заборавајте дека традиционалните играчи немаат појма што да очекуваат од крипто секторот и ова нормално треба да биде земено со резерва. Но од друга страна пак добро е, нели, да се земат проценки на други ентитети, така. Сега Gemini, како некој кој што многу повеќе знае и за крипто секторот, они се верувале или не, можеби го знаете, можеби не, уште во 2012 или 2013 година се првиот ентитет кој што аплицирал за Bitcoin Spot ETF, нормално се одбиени, но само сакам да кажам дека се многу добро информирани за целата крипто сфера. Сега, што они очекуваат? Вели, очекуваат inflows од околу 5 милиарди долари во првите 6 месеци. Значи, нема некоја голема разлика од она што моментално го очекуваат Citibank, со оглед на фактот дека е 3,8 до 4,5 милиарди, а овдека е Gemini кој што очекува 5 милиарди. Сега нормално, се тоа ќе го сумираме кога ќе дојдеме до самиот крај, само сакам да видам, нели, прво што да ви покажам прво што истите очекуваат. Значи, тоа е во однос на Gemini, значи малку подобро од Citibank, но прилика се на иста страница.
Следниот ентитет ни е K33, кој што пак има интересен начин како ова го извел, да речем, ваквото истражување. Значи, они не зборуваат за колку би акумулирал во пари, толку колку голема количина од Етериум како валута ќе биде акумулирана од институциите. Вели за првите 5 до 6 месеци очекува негде од 0,75 до 1% од вкупната количина на Етериум да биде акумулирана од институциите. Од каде доаѓа ова? Сега јас, например, ова е моје размислување. Значи, моментално гледаме дека официјално до 5 јули, тоа е петокот, од институциите во Америка има акумулирано 252.000 биткоини. Со оглед на фактот што кога би го споредиле тоа со колку моментално имаат институциите на биткоин со 21 милион, што значи дека и моментално институциите на биткоин има негде над 1%. Што значи дека очекувањата на K33 се во однос на процент од циркулација дека е исто, така. Значи ако веќе имаме над 1% институциите успеале да акумулираат од биткоин во циркулација, а овдека очекуваат дека Етериум ќе го направи истиот резултат. Значи дека овдека гледаме дека они го даваат оприлика истото она што се случило и со биткоин. И за крај Grayscale направил солидно истражување со тоа што има и направено соодветно испитување, значи анкета, каде што вели од сите испитаници, значи они прават испитаници, тоа е анкета за изборите 2024 година и улогата на крипто во истите. Каде што едно прашањето е буквално тоа: дали Ethereum Spot ETF одобрување би ве натерало да купите Ethereum? Со тоа што 25% од испитаниците кажуваат дека и понатаму остануваат на исто, дали значи ќе купат или не, Ethereum Spot ETF нема да им го промени мислењето. Додека 25% од испитаниците кажуваат дека да, доколку биде одобрен Ethereum Spot ETF, ќе купат Ethereum поради тоа што практично во оваа ситуација веќе институција, Комисијата за хартија од вредност, односно СЕК, стои позади одобрувањето на овој проект дека истиот институционално може да биде инвестиран. Што значи дека во Мурика ваков тип на approval, значи нели одобрување, има голема вредност помеѓу инвеститорите, така. И 43% кои што практично немаат ни представа што истиот представува. Значи оприлика така изгледа интересот на муриканците за ова крипто добро, но како и да е, значи првенствено гледаме дека во Grayscale имаме 25% плюс инвеститори кои што потенцијално би инвестирале доколку биде конечно одобрен Ethereum Spot ETF. Значи ова е крајно позитивно, што не разговараме сега овдека нели за тоа колку би добил на вредност и на маркет капитализација, туку дека ќе имаме дупло повеќе луѓе кои што потенцијално би инвестирале кога истиот ќе биде одобрен, односно интересот нагло ќе порасне. Сега ако се вратиме назад на оно што моментално го заклучивме, ќе видиме дека нема голема разлика помеѓу овие три истражувања. Односно, кога станува збор за првото и второто, истите и понатаму остануваат, значи негде на ова очекување, а тоа е 3,8 до 5 милиарди долари, значи очекуваат да има инфлоус во Ethereum, додека K33 со нивното очекување за 1% од вкупната количина на Ethereum, со тоа што овој 1% споредбено со маркет капот кој што моментално Ethereum го има, а со исто тоа нормално и самиот така речено Ethereum во циркулација, значи од 360 милиарди, 1% е 3,6 милиарди. Што го става доста блиску до она што го очекува и самиот Citibank од 3,8 до 4,5 милиарди. Сега, значи гледаме дека субјект од традиционалните финансии Citibank, субјект од криптосферата, еден од првите, Gemini, како и овој K33 Research субјект, од прилика го ставаат значи Ethereum во наредните 5 до 6 месеци само од институционалните инвеститори да добие од 3,8 до 5 милиарди долари. Што значи, според нив очекувањата се дека цената на Ethereum од овој момент, каде што истата е 3000 и колку е моментално 3011, значи според нели тоа е така речено препоставките, можеме да видиме сами. Односно ваквиот раст ќе донесе цената на Ethereum негде околу 4891, односно еве точно ни пресметале 4417, што е практично многу блиску до претходниот all-time high негде околу 5000 долари. Значи нивното очекување е дека Ethereum ќе се врати до претходниот all-time high негде околу 5000 долари во наредните 5 месеци, што и е очекувано со оглед на фактот дека ќе бидеме веќе во зимата ноември-декември 2024 година и верувам дека ќе има доста големо заврзување на алткоините
нормално почнувајќи со Ethereum во тој период. Така да, тоа е она што го очекуваат институциите сумирано, значи како што може видите и сами, Grayscale очекува голема заинтересираност, дури 25% повеќе од мориканците да инвестираат во Ethereum поради одобрувањето на Ethereum Spot ETF, додека останатите три институции очекуваат вредноста на Ethereum да се врати до претходен all-time high. Сега, во однос на тоа што ние го очекуваме, сега ќе навлеземе во малку подлабока анализа, значи ќе видиме што има моментално, што е различно и слично помеѓу овие коини, за да видиме што очекуваме од истите. Значи, моите очекувања ќе бидат краткорочни и долгорочни, со тоа што краткорочните прво, морам да напоменам, баш зарад Grayscale, очекувам дека ќе бидат слични, ако не потенцијално идентични од она што го видовме во Bitcoin од моментот кога беше одобрен Bitcoin Spot ETF. Односно, што добивме? Првите 2 недели, тоест веќе и 3 така речено, добивме солиден селов. Зошто се случи тоа? Значи, ако се сеќавате, главните причини за овој селов беше фактот дека Grayscale веќе поседуваше голема количина, зборуваме, како што се сеќавате, околу 600.000 и повеќе од 600.000 биткоини, беше голем фондот на Grayscale, кој што тогаш беше трансформиран во Ethereum Spot ETF. Поради високиот фи, кој што беше 2,5%, а на останатите беше дури 0%, зборуваме го останатите 7 апликанти, многу голем дел од овие луѓе кои што веќе инвестирале претходно во Grayscale, ги преселија своите инвестиции во останатите апликанти и, уште една битна работа, Grayscale продаваше биткоин, кој што претходно практично кај нив се рачунаше како приватен фонд за инвестирање во биткоин, по сосема поинаква цена од цената која што реално ја имаше биткоин. Односно, Grayscale во еден период продаваше и 50% поевтина цена на биткоин, со цел да привлече инвеститори, за да кога конечно стана Bitcoin Spot ETF, цената веќе мора да биде корелирана со биткоин, што значи дека многу од тие луѓе кои што инвестираа во Grayscale, буквално ја дуплираа својата инвестиција затоа што купија кога Grayscale продаваше акции со 50% помала вредност од цената на биткоин во тој момент. Сега да видиме дали се случува истото и овде. Значи погледнете. Ова е официјално Grayscale, нивниот Ethereum Grayscale фонд. Значи не заборавајте, Grayscale поседува некои од најголемите коини во свој приватен фонд, вклучувајќи ги Ethereum, Solana, XRP, ADA, Polkadot, ако не се лажам, Avalanche и така натаму. Со тоа што погледнете овде. Официјално, нивниот фи е 2,5% за Ethereum Spot ETF и нема најава дека ќе биде намален. Уште еднаш, ако се вратиме назад, главната причина поради големиот одлив од Ethereum, од Bitcoin Spot ETF на Grayscale беше токму тоа, фактот дека не ја променија фи, значи ова е практично колку на годишно ниво наплаќаат од вкупната количина на биткоин за старателство, за истите да го чуваат во име на своите инвеститори. И во оваа ситуација, кога ви имате уште 7 други апликанти кои што ви нудат 0,5, кои што ви нудат 0,2, кои што ви нудат 0 за првите 6 месеци, нормално е дека ќе го преместите својот во оваа ситуација биткоин, сега веќе Ethereum, во нивните Spot ETFs. Што значи дека во оваа ситуација они повторно си го прават истото што се случи со Bitcoin Spot ETF. И ако се вратиме назад, можеме да видиме дека првичниот селов, овој на самиот почеток, буквално беше предизвикан, значи од одливот кој што го имавме од Grayscale. И ако се вратиме назад и видиме што случуваше на самиот почеток, погледнете. Че имавме енормен одлив, погледнете. Во првите 2 недели ние имавме енормен одлив од Grayscale. Значи од самиот почеток каде што истите имаа, погледнете, 605.000 биткоини, значи од погледнете, за само до крајот на првиот месец. Значи они имаа 120.000 биткоини помалку. Се разбираме? Значи за еден месец успеале 1/6 од вкупната количина на биткоин да ја продадат. Тоест не продадат, туку истата излегува од овој фонд, односно се продава на пазарот. Затоа што истите не може да ви дадат биткоин, мора да ја продадат и да ви дадат пари. И тука е најголемиот проблем. Што значи, фи, гледаме дека е идентичен, голема е веројатност дека ќе се повтори истата ситуација и втора најбитна работа, значи 8 милиарди вредноста на Ethereum кој што моментално го чува Grayscale е 8,7 милиарди. Значи ако тоа моментално ние го споредиме со вкупниот маркет кап на Ethereum кој што е 365, го става
оваа количина на Grayscale, кој што моментално ја поседува, на негде 2% од вкупната количина на Ethereum на пазарот. Значи поседува 2% од вкупната количина на Ethereum на пазарот. Што значи имаат солидна количина која што може да направи одлив и да направи, како што гледавме во оваа ситуација, намалување на цената уште на самиот почеток, како што тоа беше во Bitcoin Spot ETF на Grayscale. Друга битна работа која што спомнавме. Значи, прво, имаат солидна количина, второ, гледаме дека фи и понатаму останува висок, значи нема никаква најава дека ќе биде намален, за да барем пробаат да го намалат потенцијалниот одлив. И трето, и најбитно, уште една сличност е фактот дека, еве и гледате, значи, ова е Ethereum Discount or Premium на Grayscale Ethereum Trust Fund, каде што погледнете. Во јануари 2023 година, луѓе купувале Ethereum на Grayscale Ethereum фондот со 59,6% дискаунт од реалната цена на Ethereum. И сега овие луѓе се веќе добри 60% во плюс доколку купувале на оваа најниска цена. Што значи дека они веќе се во солиден профит и кога станува збор за ваков тип на инвеститори, затоа што ова се институционални инвеститори, за нив 60% е баснословна сума, затоа што поголемиот дел нив инвестираат големи пари. Што значи 2,5% фи и понатаму останува непроменето, нема најави дека ќе биде променето, исто како биткоин. Гледаме дека има солидна количина од да речем циркулативната количина на ова добро, во оваа ситуација Ethereum, тоа се 2%, и нормално гледаме иста ситуација каде што истото го видовме и во биткоин. Еве да не зборуваме на празно, еве го GBTC дискаунт, каде што исто така во јануари 2023 година луѓето купувале со 50% дискаунт. Што се случило после Bitcoin Spot ETF, значи овој дискаунт се враќа на нула и цената на овој биткоин се изедначува со цената на биткоин на пазарот. Истото моментално го гледаме и овде, каде што буквално, значи сега моментално се враќаме на 1% и сите овие имаат енормна количина на профит кој што сега ќе го извадат од пазарот кога конечно ќе дојде ред да биде одобрен Ethereum Spot ETF. Идентично. Што значи дека почетокот не гледам причина зашто не би бил ист како што го видовме во Bitcoin Spot ETF. Што значи дека оприлика со оглед на сите постулати кои што ги видовме и сите сличности помеѓу Bitcoin и Ethereum Spot ETFs, како и во оваа ситуација Grayscale на сличностите, не гледам причина зашто не би ги добиле истите резултати. Сега, тоа беше делот каде што нормално разговаравме за сличностите кога станува збор за Grayscale и фондовите кои што ги поседува во Bitcoin и во Ethereum, и да не забораваме уште еднаш, значи еве, почнато на 31 мај, официјално веќе, значи поголемиот дел од овие апликанти за Ethereum Spot ETF почнуваат со она што го видовме во претходниот, односно Bitcoin Spot ETF, Fee War. Односно гледаме дека секој од апликантите се обидува да даде што подобар фи, односно тоа е цената која што плаќате за да инвестирате во овој фонд на годишно ниво, кој што треба да ја добијат оние кои што го организираат овој фонд, така. И уште еднаш, еве истата причина. Значи зошто велам дека овој проблем од 2,5% кој што го гледаме овдека ќе биде повторно истиот проблем. Значи еве најавата дека и понатаму овие различни апликанти ќе се борат за подобар фи, за што помал фи, што значи голема веројатност дека ќе го видиме истото излегување на овој Ethereum од Ethereum Spot ETF на Grayscale. Сега, пред да кажеме што очекуваме, би сакал да напоменам некои фундаментални разлики кои што може на долг рук да бидат крајно битни. Зошто го велам тоа? Прво мораме да напоменеме дека Ethereum веќе долго време е дефлационен. Значи погледнете, Ethereum, иако ова е мала дефлација, е дефлација. Значи 1 година и 296 дена, скоро 2 години, истиот е во негатива. Односно, наместо да има инфлација и да се зголемува неговата циркулативна количина, истиот се намалува. И моментално достигна дури и неверојатна количина од минус 0,37, тоа е скоро 0,5% во дефлација. Така, за разлика од тоа,
биткоин само што доби свој халвинг и моментално од 1,7, сега веќе затоа што халвингот е доби, не знам зашто ова се уште не е апдейтирано, неговата инфлација е негде околу 0,85%. Што значи дека Етериум, биткоин и понатаму има оприлика околу 1% инфлација на годишно ниво, за разлика од тоа гледаме дека Етериум е дефлационен веќе скоро цели 2 години. Можеби тоа не е голема разлика, но на долг рок е. Знаете зошто највеќе? Затоа што оваа дефлација Етериум ја добива во време на bear market. Значи дека ние се уште не сме влегли во bull market каде што Етериум ќе биде екстремно користен и замислете сега кога нова ќе додадете и институционална инвестиција, зборуваме кога институциите кои ќе почнат да инвестираат, а уште повеќе и кога институциите ќе почнат да го користат, како за DeFi, така и за било кој тип на програмирање, што е ствари втората работа за која што ќе разговараме, што значи дека биткоин за целиот овој период, додека имаше свој биткоин спот ETF, беше со инфлација од 1,7%. Неговата инфлација сега, во април, падна на 0,85%. Што значи дека биткоин и понатаму има повеќе биткоин кој што влегува во оваа циркулација. Што значи дека има инфлација на годишно ниво од во оваа ситуација сега негде околу 0,85%. За разлика од тоа, Етериум почнува со дефлација, што значи дека они понатаму се намалува неговата количина на пазарот и сега што е уште поинтересно. Биткоин не поседува механизам со кој што вие влегувате се повеќе во помала инфлација, освен халвингот. Што значи дека еднаш на 4 години неговата инфлација се намалува за 50%. Што значи дека 0,85 инфлацијата ќе остане до некоја си 2028 година кога повторно ќе имаме халвинг, со тоа што гледаме дека постепено се намалува, но повторно прилика останува слична на оној почеток, гледате, значи на секој халвинг се намалува за 50%. За разлика од тоа, Етериум со својот механизам на burn не можеме да знаеме во bull market како ќе изреагира, затоа што ние се уште не сме стигнале до bull market со овој механизам, каде што оваа дефлација може да достигне драстично високи нивоа, каде што на годишно ниво ќе има многу повеќе изгорен Етериум за разлика од измитан Етериум. Тоа е ова што ние го зборуваме. Сега моментално на годишно ниво имаме горење од 949.000 Етериум, а се произведуваат 771.000 Етериум. Сега, зошто го спомнав ова? Еви прост пример. Тоа е тоа што многу од луѓето не го разбираат очигледно. Гледате некој си смотан. Дечкото, пазете, значи ова е изјава која што ви кажува дека првенствено традиционалните финансии врска немаат. И па дури многу од луѓето кои што работат во криптосекторот врска немаат. Еви пример. Мануел Ферари, co-founder of Money on Chain. Гледате каква глупост кажува, вели. Ethereum ETF will not be met with the same success as a Bitcoin ETF. Значи нема да имат успех. Ethereum не е финансиски, монетарен и property revolution, сум нема врска со property, но како и да е, значи не е као револуционерен пронедок како биткоин, а второ вели, значи прво, значи имаме разлика во вкупната количина, вели каде што едниот е само 21 милион, а другиот е до бескрајно. Не е до бескрајно. Значи тоа е колку луѓето разбираат како е ова бескрајно. Овдека моментално токеномијата на Етериум е многу подобра од биткоин. Да, е до бескрајно кога би го земале како, нели, стандарден блокчейн софтвер. Но не е затоа што неговата корисност колку повеќе се користи го прави да биде многу помалку за разлика од биткоин. Се разбираме? Значи биткоин нема таков механизам, ниту пак може таков механизам да се интегрира затоа што ќе треба премногу, а не верувам дека некој од мајнерите ќе се нафати да гласа за таква промена. За разлика од тоа, Етериум постои и овој burn механизам е клучната ствар која што го прави многу подобар за разлика од биткоин. Значи ние моментално имаме минус 321.930 Етериуми до сега поради овој механизам. Еве гледаме, значи биле изминтани 1 милиарда и 717, тоест извинувам, 1 милион и 717.000 биткоин, Етериум, се извинувам уште еднаш, а биле произведени 1 милион и 395.000. Разликата е 321.000 Етериум. Ако ова го ставиме како би изгледало кога беше, само да видиме, само момент да ви покажам како изгледа кога би бил Proof of Work, значи еве како изгледа доколку би бил Proof of Work. Со тоа што не е сега моментално ќе го ставиме ова на истиот таймфрейм,
Значи, за да видите колку е голема разликата откако конечно добивме Proof of Stake. Погледнете. Минус 0,14, а сега би бил 3% плюс. Значи, овие би биле додадени на на неговата, да речем, количина во циркулација, што значи дека сега моментално би имале 3% плюс Етериум, доколку истиот останеше да биде Proof of Work. Крајно голема разлика. Долгорочно, крајно голема разлика. 1% на годишно ниво, 10 години, тоа се 10%. Минус 0,2% на годишно ниво, што не знаеме колку ќе достигнат, на 10 години се 1% во минус. Тоа значи дека на 10 години, ако вие би чувале потенцијално биткоин и етериум во овој момент со оваа инфлација, вие би изгубиле 10% од вредноста на биткоин, така? А би добиле 1% во вредноста на капиталот кој што сте го инвестирале во етериум. Значи долгорочно инфлацијата е многу голем, многу голем играч и многу голем критериум. Тоа секогаш да го имате во предвид. Што значи дека долгорочно, уште еднаш ќе напоменам, верувам дека етериум има многу подобри карактеристики и многу поголем потенцијал од биткоин. Биткоин и понатаму ќе остане тоа што е дигитално злато. И верувам дека големиот дел инвеститорите го гледаат како таков. Дигитално злато кое што помага во зачувување на вредноста на вашиот капитал. За разлика од тоа, етериум со неговата инфлација има многу поголем потенцијал. Втората битна работа за која што јас верувам дека повторно имаме предност е нивниот маркет кап. Погледнете. Че ако ги споредиме моментално по маркет кап етериум и биткоин, значи 1 милиарда во биткоин нема да ја дигне цената колку што ќе ја дигне во етериум, се разбираме? Затоа што маркет капот на етериум моментално е скоро 4 пати помал од маркет капот на биткоин. Што значи, капитална инвестиција од 1 милиарда долари во биткоин и во етериум, значи дека во етериум ќе ви даде 4 пати повеќе долгорочно профит за разлика од биткоин, поради разликата во маркет капитализацијата. Она што постојано го зборуваме. Етериум има 4 пати помал маркет кап од биткоин. Биткоин веќе направи енормно голем напредок со тоа што веќе добие биткоин спот ETF, го направи својот халвинг, што значи само прашање на време кога ќе почне голем дел од оваа маркет капитализација од биткоин да се сели во етериум, што е како и секогаш досега во секој од нашите претходни циклуси стандарден начин на кој што функционира една алткоин сезона. Што значи дека аутперформанс на етериум наспроти биткоин е следно, се разбираме. Значи следниот чекор е токму тоа. Outperformance на етериум наспроти биткоин. И верувам дека ова сега многу повеќе ќе биде забрзано баш затоа што кога сега етериум ќе добие спот ETF и ќе почнат институциите да инвестираат во него, допрва етериум ќе почне да расте. Значи моментално гледаме дека сите алткоини вклучувајќи ги етериум беа крајно забавени поради тоа што најголемиот дел од капиталот влегуваше во биткоин, затоа истиот моментално има 1,1 трилион маркет кап. Имаше и многу повеќе кога беше 72.000, така. Со 4 пати помал маркет кап, уште еднаш ќе напоменам, очекувам дека истиот со макар и да е само половина од инвестициите кои што ги доби биткоин, ќе направи многу подобар ефект на цената на етериум заради малиот маркет кап. Трета битна работа, Smart Contract Compatibility. Уште еднаш. Да не заборавиме дека и понатаму биткоин останува да биде што? Store of value. За разлика од тоа, етериум не е само Store of value. Етериум поседува Smart Contract Compatibility и понатаму се развива. За разлика од тоа, биткоин се развива како блокчейн, да, но само во однос на функционалноста на базичниот Proof of Work блокчейн. За разлика од тоа, етериум има уште 3 скалила кои што се следни, да речем, каде што фондацијата на етериум ги развива. Тоа е предноста каде што имате во оваа ситуација, значи фондација која што има јасно зацртан план, кој што има јасно зацртани цели кои што сака да ги постигне во развојот на овој блокчейн и каде што овој блокчейн веќе емигрирал на Proof of Stake, успеал да направи Smart Contract Compatibility, истиот е програмабилни пари, се разбираме. Значи овдека не станува збор само за инвестиција. Вие нема да го користите етериум само за да ги ставите вашите пари и да чекате да пораснат. Туку многу од институциите ќе го користат етериум првенствено затоа што DeFi секторот на етериум е повеќе од 90% од вкупната количина на DeFi во крипто. Што значи дека
се што моментално традиционалните финансии се обидуваат да присвојат или на некој начин да прилагодат, го прават преку Етериум. Се разбираме? Што значи неговата функционалност и фактот дека е многу повеќе различни особини има кои што може да бидат искористени од традиционалните финансии, ќе го направи многу попримамлив. Се разбираме? Значи уште еднаш, вие гледате дека Real World Asset токенизација се прави на Ethereum, не се прави на Bitcoin, така. Значи тоа го покажавме, ќе го покажеме уште еднаш за оние кои што гледаат ова денеска. Значи еви прост пример. Тоа покажува дека Ethereum има многу поголема корисност за разлика од Bitcoin кога станува збор за различни ствари за кои што може да биде користен. Така. Значи овде ќе го отвориме Real World Asset токенизација и ќе го отвориме DeFi Llama, само не на кирилица. DeFi Llama на All Chains, каде што можеме да видиме колку капитал моментално има инвестирано во целиот DeFi сектор. Целиот DeFi сектор моментално, само секунда, има огромна количина. Само во Ethereum има 52 милиарди долари. Со тоа што мораме да запаметиме дека не е само Ethereum, овдека треба да го дадеме и Polygon, треба да го дадеме и Base, треба да го дадеме и Arbitrum, кои што се матични на Ethereum, односно целиот тој капитал е на Ethereum екосистемот. Може би не е 90, но е некој, не знам колку ќе биде таму, 65-6, или пак може би јас сум помешал со некои претходни времења, но како и да е. Гледаме дека поголемиот дел од DeFi секторот е изграден на Ethereum. Такво нешто нема на Bitcoin. На Bitcoin нема апликации. На Bitcoin не се градат цели екосистеми и платформи за позајмување, менувачници, децентрализирани и така натаму. Но тоа се прави на Ethereum, така. Значи уште еднаш, самиот Ethereum моментално поседува 52 милиарди долари во DeFi, децентрализирани финансии. Real World Asset токенизација, погледнете. Моментално имаме ситуација во која што US Treasuries или да речам во оваа ситуација токенизирани обврзници на Мурика во вредност од 1,8 милиарди долари, од кои погледнете. Добри 70% се на што? На Ethereum блокчейн, така? Значи Ethereum блокчейн поседува 70% од сите токенизирани обврзници на мурикански bills and bonds, така? Не е само таму. Да не забравяме, гледайте, Global Bonds, гледайте колку се развија, јас ви реков, оваа страна ќе биде многу битна. Commodities. Значи, commodities во оваа ситуација нормално представуваат сега, се уште ова не е на Ethereum, очигледно, значи истото е, се извинувам, моја грешка. Напротив, се е на Ethereum. Значи, commodities ова се, најчесто ова се ресурси кои што се токенизирани, во оваа ситуација станува збор за два, тоа е Tether Gold и PAX-G, значи тоа се најголемиот дел од токенизираните ресурси се злато, каде што 99% од истиот се направен на Ethereum, а останатите се на Arbitrum кој што е на Ethereum, како и да е. И потоа имаме Stocks, се уште немаме, нормално, тоа дополнително ќе го добиеме, и имаше стейблкоини, да не заборавиме, една од работите кои што допрва ќе растат и тоа енормно, 158,9, скоро 160 милиарди долари, од кои, повторно, добри 60% се на Ethereum и овдека, само да видам дали има уште нешто, не, значи 60% од стейблкоините се наоѓаат на Ethereum. Што значи дека Real World значи токенизација на ствари од реалниот свет, децентрализирани финансии и допрва уште што се ќе се гради на Ethereum, се разбираме. Ова се ствари кои што им се потребни на институциите. На страна од тоа што инвестираат во самиот Ethereum како инвестиција, се разбираме. Што значи го прави многу по практичен, многу по примамлив. Имате многу повеќе работи во кои што може да инвестирате. И како таков, вие практично инвестирате со самото тоа што го купувате. Се разбираме? Значи вие со самото тоа што поседувате Ethereum, вие поседувате дел од сето ова што моментално ние го спомнавме. Зошто го велам тоа? Ние претходно многу пати зборувавме, јас ви реков дека смарт контракт компатибилноста, Layer 1 протоколите, се инфраструктурата. Тоа е практично патиштата на овој нов свет кој што го градиме во блокчейн светот, кој што ќе биде сегде, ќе биде се. Се ќе биде блокчейн. Гледате што се случува. Најголемите институции, најголемите земји почнуваат да се адаптираат. Се ќе биде блокчейн. А се ќе биде изградено на оваа инфраструктура. Што значи дека ние инвестираме во инфраструктурата која што допрва ќе гради. Затоа што ова ние што го гледаме моментално е само почеток. 160 милиарди долари е ништо. Кога ќе ви кажам дека 160 трилиони е моменталната размена на пари која што SWIFT ја
прави на годишно ниво. Се разбираме? Значи тоа е 1%. Проверете, нормално ова се податоци кои што постојано може да ги проверите било каде. Колку е 1 милиарда? 1,8 милиарда treasuries. 1,8. 3,5 трилиони е долгот на... Се извинувам, моја грешка. 35 трилиони е долгот на Америка. А ние имаме 1,8 милиарди токенизирани на Ethereum. Дали разбирате колку голем потенцијалот на Ethereum, а со тоа и сите останати Layer 1 солуции. Затоа ви велам дека има многу поголем капацитет од биткоин кога станува збор за функционалност. Што значи, подобар е во инфлација, подобар е во генерално капацитет на она што може да го понуди како технологија, и да не забораваме една многу битна работа која што многу луѓе тоа забораваат. Истиот има една магична ствар која што се нарекува стейкинг. Нешто што биткоин го нема. Зошто го велам тоа? Значи, ние практично што имаме сега? Имаме инфлација од 0,85% на биткоин, а во случајот на Ethereum имаме дефлација од 0,2% и стейкинг од 3,24% на годишно ниво. Може би ова не е фиксно, некојаш е плюс, некојаш е минус, но, значи, вие покрај фактот што добивате на вредност кога држите Ethereum затоа што е дефлационен и добивате дополнителни 3,24% затоа што во било кое време може да го ставите на стейк. И тоа на ваш wallet дома. Никој да не ви го чека. За разлика од тоа, имате ситуација каде што биткоин нема стейк, а има инфлација од 0,85%. Значи, дали разбирате колку е големо ова на долг рок? Значи, еве сега пак да ги земеме тие 10 години, да речеме дека нема да има промена, а може да има голема промена, каде што попозитивно би било промената на Ethereum. Зошто го велам тоа? Затоа што колку повеќе трансакции, а гледаме дека се повеќе се користи, толку поголема дефлација. За разлика од тоа, Ethereum, биткоин има фиксна инфлација. 1,75 сега е 0,85 и понатаму продолжува да биде 0,42, 0,20, така. Значи потребни се 3 халвинзи да дојде до 0,2%. Овдека вие може да добиете многу поголема дефлација, а имате стейкинг. Значи, ако ставиме 10 години, тогаш вие и понатаму ќе имате некој оприлика 0,5% инфлација на биткоин, еве средно ќе земеме 0,5%, така, без никаков стейк reward. А во Ethereum може да добиете и 5% дефлација. Не знаеме, мораме да видиме како ќе функционира на долг рок, посебно кога станува збор за bull market. И плюс 3,24% стейк. Ако сте вие институција, ќе купите првото или второто кога станува збор за инфлација и стейки. Така. Значи, гледаме дека има многу голема предност Ethereum затоа што е многу по-напредна технологија и многу по-применлива за разлика од биткоин. Така да, гледате колку предност имате на долг рок кога станува збор. Значи, јас пак ќе кажам, мене ме интересира долг рок, мене не ме интересира краток рок. Да не се лажеме, биткоин е крајната игра. Нема тука муавет. Но кога станува збор за профит, јас верувам дека сите оние кои што гледаат мојот канал сакаат многу повеќе да слушнат кој има поголем потенцијал за долгорочен профит. Уште еднаш ќе кажеме. Маркет капот на биткоин е 1,1 трилион. Маркет капот на Ethereum е 3,300 и нешто милиарди. Долгорочно повеќе од јасно е дека инвестиција во Ethereum е поисплатлива од инвестиција во биткоин. Затоа и ние имаме негде околу 10% од нашето портфолио во Ethereum и 0% од нашето портфолио во биткоин. Затоа што се уште сме мали риби. Тоа е главната причина зошто тоа го правиме така, уште еднаш ќе напоменеме, затоа што во најдобар случај, зборуваме, во најдобар случај, уште од самиот почеток, еве да речеме дека сме почнале на самиот почеток на овој чарт, кога цената на биткоин достигна неверојатни 15,7 или 15, да земеме чисто ради проста математика, така, до 75, еве, да речеме дека сме достигнале 75, се 5x, така. Значи 5 по 10, 50, 5 по... се извинувам, ова малку ни падна. 5,25, значи 5x сме направиле од најниското до највисокото ниво на биткоин. Ethereum достигна 900, а моментално се ногаме на некој 4000 како највисок врв моментално. Направил 4x до сега, да речеме. Од прилика 4, нешто. Но ние не сме почнале со bull маркетот на Ethereum. Тоа е оно што се обидувам да ви го објаснам. Ние допрва ќе почнеме со bull маркетот на Ethereum.
Значи, алткоините се уште не ни почнале да се движат. Ова што ние го видовме од биткоин, значи дека он веќе првата фаза од бул маркетот има завршено. И затоа јас и толку тешко инвестирам во алткоини, затоа што знаеме што доаѓа. Потенцијалот во однос на маркет кап, знаеме како се движи, истиот. Откако биткоин конечно ќе достигне оно што треба да го достигне овој бул маркет, ќе се придвижува етериум, а потоа во поголемите, а потоа во помалите алткоини. Барем до сега тоа така го прават. Идејата ми е, долгорочно, ако вие имате, не знам, 2, 3, 5 милиони долари, многу поедноставно и безбедно ви е да инвестирате во таа ситуација. Јас би го правил истото. Значи, јас би инвестирал во биткоин, да не морам да се секирам, знам дека е општо прифатен, глобално адаптиран и едноставно на крајот од денот знаеш дека ако успееш да купиш во најдлабокиот дел, макар и да не си на самото дно и да продадеш на највисокиот, ти ќе бидеш од 5 до 10x во плюс. Но заради тоа што знаеме сите дека немаме 6 цифри на нашето портфолио, реално ако сакаме да направиме профит, единствениот начин е преку алткоините и затоа така инвестираме. И во оваа ситуација истата таа, како да кажам, стратегија која што ја применуваме на стратешки DCA се поклопува со истото тоа што го зборуваме дека Ethereum има многу поголем потенцијал и преку самиот спот ETF кој што потенцијално би го добил и долгорочно да има многу поголем профит за разлика од биткоин, што е очигледно, математички е докажано. И затоа, уште еднаш ќе напоменам, дополнително има уште поголем капацитет кога веќе станува збор за флиперинг, за кој што многу пати сме зборувале до сега, заради неговата функционалност и тоа што го кажавме до сега, инфлација и така натаму, дополнително има голем потенцијал, аз верувам, голема веројатност истиот потенцијално еден ден да успее да го стигне биткоин во маркет. Останува да видиме, ова е нешто што јас на долгороко очекувам, но ако треба да сумираме кои се долгорочните и краткорочните очекувања од овој Ethereum Spot ETF, прво, краткорочните, како што веќе спомнавме, е фактот дека очекуваме крварење на самиот почеток, гледаме дека се поклопува со она што се случуваше со Bitcoin Spot ETF поради Grayscale. Тоа е еден ентитет кој што е клучен во оваа ситуација. Не мораме да видиме точно, затоа што знаеме што се случува на долгорок. На долгорок, како што веќе напоменавме, како криптовалута, Ethereum има многу повеќе и многу по-добри изгледи на долгорок, иако знаеме дека едниот и другиот очигледно не одат нигде. Треба нешто катастрофално да се случи, да речем, во Ethereum, за истиот да ја изгуби оваа предност која што има. Како со инфлација, така со самиот софтвер кој што е многу понапреден, така со неговиот маркет кап. Уште еднаш ќе напоменам, значи долгорочно јас очекувам многу повеќе од Ethereum за разлика од биткоин. Но сите знаеме дека биткоин е крајната игра. Кога ќе дојдеме до солиден капитал, биткоин е најдобриот начин за истиот капитал да биде сочуван, дури и надграден на долг рок. Но сега, во оваа ситуација во која што сме, јас очекувам крајно позитивен исход од Ethereum Spot ETF, дури и да биде во границите кои што го очекуваат институциите и крипто, да речеме, ентитетите, оно што го зборувавме. Значи тоа до крајот на годината да го донесе Ethereum неговиот претходен all-time high, ќе се вратиме на ова што го зборувавме, е крајно позитивно за нас, затоа што неговиот претходен all-time high ќе натера многу од луѓето да инвестираат повторно назад во алткоини, што ќе ја доведе назад алткоин сезоната. Значи до крајот на оваа година јас очекувам дека ова ќе биде крајно позитивно за нас. Нема да навлегуваме, значи нема потреба да навлегуваме во бројки и во очекување, затоа што уште еднаш ќе напоменам, ова е нешто што досега не сме го виделе. Е комплетно различно од Bitcoin Spot ETF, затоа што уште еднаш ова е ентитет кој што има компанија позади него, фондација, девелопери и така натаму, за разлика од биткоин кој што е многу подецентрализиран, но не можеме да харикираме за тоа што очекуваме, затоа што гледате дека они се со многу повеќе и да речем персонал и со зборувам капитал за истражување и така натаму. Генерално, она што нас ни е најбитно е дека ова ќе биде крајно позитивно за овој bull market. Пред една година не можеме да разговараме за Spot ETF на биткоин, сега ние разговараме за Spot ETF на Solana. Гледате колку напред сме стигнале, ова е крајно позитивно. Институционални пари во Ethereum се еден од катализаторите кои што многу ќе го заврза овој bull market долгорочно, а уште еднаш главниот дел bull market го очекуваме во следната година. Ова сега и понатаму останува да биде најдобриот момент за акумулација на алткоин. Така да продолжуваме следниот bull market, се надевам дека ви се допадна овој видео и нормално за крај,
Сите оние кои што се нови на нашиот канал, би им препорачал да го погледнат ова видео на самиот врв на нашиот канал, кој што ќе им помогне да видат што се имаме на нашиот канал, затоа што има повеќе од 1000 видеа и би било добро за нив да може да погледнат што се и какви содржини има и каде истите може да ги најдат, додека за сите останати секој од нашите видеа содржи некои интересни информации, каде што прво нормално морам да напоменам дека нашата работа и понатаму продолжува. Гледате дека барем 6 од 7 дена во неделата добивате видео од нас. Се што бараме од вас е за оваа работа 0 евра по македонец, да ни помогнете да прошириме оваа материја на што повеќе македонци. Клучно е да едуцираме што повеќе македонци, посебно во овој период каде што се уште имаме стагнација, дури и корекција на целиот криптопазар, пред да дојде најдобриот дел кој што допрва следува. Така да помогнете ни, да помогнеме на што повеќе македонци, за да направиме што повеќе од нас да го фатат овој воз. Како и секогаш, значи најдобриот начин е препорака, доколку ви се допаѓа ово што го правиме за вас, а во спротивно лайк, шер, subscribe, комент, можеби за вас е 1 секунда, но верувајте, многу помага на алгоритмите да го шернат, значи да го споделуваат нашето видео и нашите материјали како на каналите, така и на нашите социјални мрежи. Во дескрипција на секој видео ги имате нашите социјални мрежи, кои што би ви препорачал да ги заследите, затоа што има многу дополнителна материја која што споделуваме на социјалните мрежи, затоа што немаме време да правиме постојано видеа. За крај нормално имаме два дополнителни канали, тоа се Одисе и Rumble, и како и секогаш, значи овдека се блокчейн адресите кои што се ставени на ваше барање. Знаете, ние веќе да организиравме 2 добротворни акции во Македонија, каде што помогнавме на една црковна организација со донација во прехранбени продукти. Сето тоа беше организирано од нас како заедница, односно од вас. Сето она што беше пратено на овие блокчейн адреси, како и на нашата апликација Купи ми кафе, беше само момент, беше доставено до оваа организација и тоа го направивме транспарентно, каде што јавно ви покажавме што е пратено до нас и како тоа ние сме го искористиле. Така да од македонец за македонец останува да нашиот канал до крај. Ви благодарам се што правите за нас, за вашата поддршка и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.